маркетите ги полнат рафтовите, што тоа ќе се продаде ќе видиме, но и за да се продаде мора да имаме пари за да го купиме. Токму за платите разговараме наредниве минути со нашиот соговорник. Синдикатите и работодавачите секој со свој барања во однос на порамнувањето на минималната плата. Синдикалците велат дека зголемувањето на минималната плата ќе ја елиминира сивата економија во делот плата во плико. Да работодавачите од друга страна велат дека зголемувањето на минималната плата е можно доколку владата субвенционира делот при донесите. Владата како медијатор во процесот, дали ќе се најде заедничко прифатливо решение? Ово утро разговараме и анализираме со Миле Бошков, председател на Конфедерацијата на работодавачи. Добро утро и добро ни дојдовте. Благодарам на поканата, добро утро. Бројот на бојкотот на маркети од страна на потрошувачите најавени за денеска, втор пат ќе се случува. Како реалниот сектор гледа на нефер трговските практики од страна на нивните колеги? Колку е нелојална конкуренцијата на терен? Па да, во некои од изјавите деновиве и во тесна комуникација со нашите колеги, почнавме да размислуваме дека веќе имаме и договарање на целото ниво на цените. И се не можам да го наречам тоа картелско здружување, да не звучи премногу силно, меѓутоа морам да напоменам дека пред се и она пред почетоков на емисијата, воспитанието и етиката како се води бизнис и сето тоа почнува од концептот што сакаме да направиме и како се води економијата, личниот живот и отпечатокот во општеството. Така да цените нормално дека се високи за граѓаните, за одредена група и категорија на граѓани, меѓутоа во секој случај ќе треба да бидат оставени на слободната пазарна економија и дека ќе мораме да најдеме начин да се уважуваме во економската политика и во економското општество, така ќе го наречам. Така да околу бојкотот и околу цените секогаш треба да се остави на слободната пазарна економија како основа, а потоа и на моменталните состојби. Колку чини, господине Бошков, вашата потрошувачка кушничка без луксузот кој што си го дозволуваме секој според своите потреби? Мислите во семејството? Да. Тоа е интересно. Ние практикуваме да не бидеме обземени со храна, така да во зависност од начинот на живење, од ритуалите, не претеруваме, се сметаме за скромно семејство и навистина можеме да се согласиме на потребите и на основните статистички податоци дека потрошувачката кошничка може би и достигнува 2 просечни плати, меѓутоа сето тоа мора да биде и треба да биде во рамки на семејниот разумен буџет кој го практикуваме не сите. Така. Ајде да го поврзаме со платите. Седнавте на маса со представниците на работниците да се договарате. Тие бараат повисоки плати, повисок минималец. Бизнес филата е презервирана. Владата вели ќе го ставиме да се договорите. Со кои аргументи вие настапувате? Многу интересно, јас и после овој разговор во 9 часот треба да се состанам со моите колеги од Сојузот на синдикатите, со нас во целата таа делегација ќе бидат и колегите од Занечиската комора на Република Македонија, мојот колега Агрон Фазлии, да објасниме дека на секој ниво во општеството има разноликост во однос на платите и на работата, така да ако ние ја следиме состојбата во Скопје како, да кажеме, центарот на економијата во државата, тогаш и цените и потрошувачката и обемот и начинот на кој се практикуваат сите тие услуги и производи е динамичен, така ќе го кажам. Меѓутоа во другите градови не е баш така, особено оние кои не се ни туристички истурени, ниту пак се економски центри и така натаму. Така да, како почеток го кажав ова, меѓутоа да знаете дека нашите колеги од синдикатот тренирани се секогаш, како и се во животот во преговарањето, да пробат да побарат повеќе, меѓутоа да дојдат некогаш и до некоја си оптимално ниво, без оглед на тоа во овој случај разговараме за цените. Нашиот став е нивото на усогласената минимална плата за месец март, од месец март, а тоа е 24.400 денари, за која би можеле да преговараме дека може да стане и 25.000,
Меѓутоа, за останатиот дел, она што го предложивме и до владата е, на покачувањето на платата од 1000 денари до 9000 денари, да може, ако може, да се приспита владата да помогне со социјалните придонеси. Во тој случај може да кажеме дека сум отворен во стратегиите, дека следната година можеби ќе го надминеме потребното ниво на минималната плата, па така да веќе стекнатото право, стекнатата плата, работниците не ќе мора веќе да ја преговараат, туку ќе одиме повисоко и нормално очекуваме и економски раст забележителен оваа година. Тоа е планот. Сепак продуктивноста на работникот е тесно поврзана со платите. Како тогаш до повисок стандард кој што верувам и вие го поддржувате и посакувате? Секако, па, видите, врзан систем е економијата, ако немаме подобри плати, не можат ни потрошувачите да купуваат и така натаму, следи тоа економско правило дека постојано треба да се врти тркалото. Меѓутоа, околу стандардот и околу продуктивноста на работниците, да, рековте дека е поврзано со платата, меѓутоа јас би го поврзал и со мотивацијата, безбедноста на работно место, односот како се однесува работодавачот кон работниците и така натака. Така да платите се важни за сигурност и безбедност и морам да потенцирам работниците да чувствуваат безбедност во тоа предпријатие или во таа институција и нормално тоа да биде на долг рок. Управата за јавни приходи во статистиките бележи над 9 милиарди денари од даноци, но и над 20% повеќе пари од придонеси. Од што се парите? Од повисоки плати или с големен број на вработени, намалена сива економија? Чекам ваш одговор, но пред тоа да го видиме и изјавата од Управата за јавни приходи. На платата во месец јануари можам да кажам дека бележиме добар старт на новата фискална година. Од даноците собравме 9,6 милиарди денари, од придонесите 9 милиарди и 100 милиони денари. Со тоа, значи, кај даноците имаме наплатено нешто повеќе од 4% повеќе во однос на јануари 2024 година. Кај придонесите имаме солиден резултат со наплата повисока за околу 20% во однос на минатата година, месец јануари, така да, како што реков, ова можеме да го сметаме за еден добар старт на новата фискална година, во која што не очекува висок буџетски таргет, значи даноците и придонесите кои ги администрира УЈП треба да ги наплатиме во вкупен износ на годишно ниво од 280 милиарди денари или за околу 11% повеќе од наплатата остварена минатата година. 253,3 милиарди денари беа наплатени во 2024 година по основ на даноци и придонеси и наплатата е согласно со проектираниот износ. По видови даноци само кај данокот на добивка имавме помала реализација за 4%, меѓутоа тоа ние и го предвидовме и го објавивме во јавноста дека нели оној капацитет што произлегува од основицата за контативно плаќање на данокот на добивка, навреме забележавме дека не може да го од тој капацитет да се соберат приходи колку што беа проектирани. Ке сите останати даноци наплатата е во рамки на планот и е за 15% повисока од наплатата во 2023 година и особено радува фактот што оваа позитивна разлика која во апсолутен износ е над 33 милиарди денари, во поголем дел, значи околу 60% ја остваривме во втората половина од годината, што е резултат нели на посветеноста да веднаш поставувањето на новото раководство во УЈП да обезбедиме поцврста даночна дисциплина и подобра даночна усогласеност. Добро. Се враќаме назад во студиото. Ајде да дадем одговори на прашањето, господине Бошков. Беше тоа господијата Елена Петрова, директорка на УЈП. Од што се овие нови дополнителни 20%? И јас сметам дека тука доаѓа и до добра комуникација, односно со новата влада се фокусира или се остави одреден фокус на одговорноста, на отчетноста, на реалното работење, на моралот, етиката и така да сите тие пораки дека ќе се казнуваат
неправилности вроди со плоти и со зголемено ниво на плаќање на даноци, односно и социјални придонеси, морам да кажам. Одредени компании, самите знаевте дека со голем број од своите вработени ги вработуваа луѓето непријавено. Сега веќе почнува да работи свеста, меѓутоа почнува да работи и опасноста, која во други земји е уште поголема, да не ги споредуваме сега, не е тоа фокусот, меѓутоа зголеменото наплаќање на даноци исклучиво е фокусот на државата дека сака да направи по-реално општество со обврските кои произлегуваат од особено во овој дел во економијата. Така да и ја очекувам дека ќе го прифатат нашиот предлог, зборам за владата, во однос на тоа дека во кривичниот законник ќе треба да се вметне и повредата од сивата економија во било кој обем, и да знаете дека следната година, доколку се случи тоа, директорката ќе покажува и подобри резултати. Добро, сите сме дел од системот, не можеме само да очекуваме од државата, тоа е синергија, велат кружен процес, и ние треба како граѓани, како фирми да ги најдеме и нашите слабости, па кога сето тоа би се тоа е точно споило воедно, би имале реални и добри резултати. Не само да очекуваме. Благодарам за оваа инспирација. Мозокот ми отиде сега на друга страна, а тоа е дека нормално, за да бидеме одговорни граѓани и да ги плаќаме даноците и да се однесуваме етички и морално според законот, треба да ја очекуваме и од другата страна транспарентност, отчетност, како се трошат јавните пари и така натаму. Еве една точка, можеби и за некоја друга тема. Законот за лобирање ги обврзува сите институции да се подготват и да се пријават и да се регистрираат како организации за лобирање и за транспарентност и отчетност. И ние како првата бизнис лоби организација во земјата, веќе сме официјално регистрирани, тоа следната година и ќе го бараме. За да можеме да кажеме, сега имаме одговорност и вие, институциите, не мора да биде тоа само владата, и локалната самоуправа, меѓутоа исто така и заинтересираните страни. Ќе видиме што ќе се случува и како ќе течат преговорите во однос на минималната плата. Споменавте нешто подоцна, имате уште една средба, но ајде малку да проговориме и за работните места. Сведоци сме, читаме и по социјалните мрежи изминативе денови, кризата во германската економија се одразува и на домашната, со акцент на автомобилскиот сектор. Каква е бизнис климата? Треба ли нашите работници да се плашат за своите работни места? Па особено тие што се во автомобилската индустрија, а и пошироката индустрија која е придружна економија или придружна индустрија на глобалната индустрија, тие навистина треба да размислуваат како ќе се реструктурираат. Имаат шанси компаниите нормално да размислуваат и за нови инвестиции, имаат плејада на финансиска понуда. Меѓутоа, околу работниците и околу работните места, мене секогаш ме боли тоа што привлекувањето на странските инвестиции мора да биде паралелно со разговарањето за условите кои се обезбедуваат за работниците. Многу години наназад, кога беше интензивирано привлекувањето на странските инвестиции, една компанија навистина преку ноќ дојде од Португалија и инвестираше во слободна индустријска зона во Македонија, потоа тие веќе си заминаа, без да ги обештетат работниците. Сега, еве, слушаме од јавноста, бидејќи немаме директен контакт со овие компании кои најавуваат заминување од државата, дека ќе ги обештетат или ќе имат пакети за отпуштање на работниците, меѓутоа минималното е тоа што може да ги задржат еден месец работниците на работа во отказен рок, а потоа оние пакети ќе треба силно да ги преговараат работниците, да го знаат тоа да го прават, за да можат навистина да си обезбедат сигурна иднина или сигурен трансфер во некоја си друга компанија. Така. Но, добро, тука да бидеме нели и искрени, за жал не е тоа проблем само кај нас, следиме и во регионов. Јас преди неколку месеци веќе видов за ваков бран и во Србија. Така да, за жал, сето тоа што се случува во светот и во Европа влие на нашата економија. Сега, добра е веста за субвенциите на реалниот сектор. Например, тука ни е унгарскиот кредит со поволна камата,
кој што верувам ќе биде добро за бизнисот. Има ли издржани проекти бизнис секторот за да конкурира, за да ги зголеми инвестициите и очекувате ли дека ете тоа ќе биде ветер во грб за сето ова што досега го правиме како разговор за подобрување на стандардот на граѓаните и слично? Можам да кажам дека сите ефтини пари кои се понудени во овој момент на пазарот навистина се добродојдени. Добро е што владата го искористи овој период да разбере дека не баш голем број на компании ќе можат да влезат во сериозни инвестиции, бидејќи нормално и економската иднина треба да биде многу добро разгледана со многу добар одржлив бизнис план. Така да зголемувањето на обемот на инвестициите ќе ги искористи средствата кои се обезбедени од унгарскиот кредит и нормално може да биде сето тоа насочено и кон нови, да кажеме, иновативни, креативни инвестиции и бизниси. Мораме да знаеме дека влегуваме во ера на свест за заштита на животната средина и мораме да знаеме дека влегуваме и во многу поголема свест. Ова е она што ни се случува деновиве е показател на голема свест на потрошувачите, не само за цената на производите, туку и за квалитетот, пакувањето, составот и така натаму. Таму треба да се насочат инвестициите. Добро, добивте и поддршка. Да резимираме на крај, се случуваат преговори, се случуваат разговори, тоа е добро за сите. Работите ќе видиме нели како ќе се движат од март па натака, но добро е што и граѓаните покажаа свесност да бидат вклучени во сите овие теми, да не се држат на страна. Ете, испрати и порека минатиот петок дека кога станува збор за одлуките може да бидат единствени. Бојкотот покажа добри резултати, како за прв пат ако се споредуваме и со другите земји, така да веруваме дека сите заедно како институции, институционално ќе се решаваат сите овие предизвици. Ова се секојдневни предизвици секаде. И треба да ги следиме и да му обитиме за нив. Благодарам за гостувањето во Македонија наутро. Ќе задржиме уште 2-3 минути до вестите. Секако. И тоа сега да прашам некако многу сериозно. Започнавме. Морам да прашам кога се будите наутро, ранобудник сте? Ранобудник сум. Кога го пиете првото утринско кафе? Па недека пред 6 часот. Тоа значи дека ако сте ранобудник, рано излегувате, предпоставувам, од дома и не фаќате метеж низ скопските улици, или? Претежно, да. Меѓутоа, морам да признам дека јас уживам со вас во секоја утринска програма, така да ритуалите, силно се држам за ритуалите и навистина им посакувам и на сите ваши гледачи да почнат да размислуваат, да прават еден план на денот и нормално така. Посебно наутро. За тоа зборуваме, тоа е менаџерски. Не мора човек само да го работи тоа, туку едноставно ако сака да си биде велат добар менаџер на својот живот, треба да практикува такви ритуали. И па благодариме што сме дел од вашиот утрински ритуал. Ајде да видиме само кусот за сите оние кои што во моментов излегуваат од своите домови, каде може да заглават, на кои улици. Убава е картава на Скопје. Претежно зелена, немаме некои големи гужви, сообраќајот во главниот град во моментов се одвива без проблеми, колку што можам да забележам нели од мапата и од сателитските снимки, нема никаде застој. Стандардно имаме раздвиженост во Скопје, но за петок наутро и нема некои големи гужви. Изненадувачки. Внимавајте попладнево. Внимавајте попладнево, тогаш најверојатно ќе имаме поголеми гужви и само од Автомотосојузот да потсетам дека известие утрово и на државните патишта се вози без проблеми, по суви коловози, условите се зимски, носете зимска опрема, бидете внимателни, а на границите нема гушви. Облечете се топло, меѓу другото, бидејќи имаме ниски температури и во текот на денот. Започнавме со минусни, до крајот на денот ќе растат, но нема нешто многу да растат температурите до максимални 7 целзиусови степени. Студено ќе биде во текот на денешниот ден, северниот ветер секако си прави проблеми. Ќе биде стабилно и суво, велат метеоролозите. Добро е што нема да има дожд, но е навистина студено, облечете се топло. Секако најавувам и многу информации по 8 часот и уште гости овде во студиото 3 на Македонската телевизија, но во моментов оно што треба да го видите и слушнете се најновите вести од земјава и светот. Колишката Гордана Ѓурчева е подготвена.